јадење од арапскиот свет. Сигурно до сега научивте дека сум голем фан на арапска храна. Во суштина, ствари сакам се што е зачинато, индиска, арапска, мексичка храна, се што содржи повеќе вкусови, односно комбинација на сладко, благи, лути вкусови. Денеска ќе правиме нешто што јас се надевам дека го погодувам името и се вика мухадара. Прв пат го пробав во либански ресторан. Бев на патување и кога ја порачав, бидејќи сум голем фан на леќа и на ориз, мислев дека порачувам некоја манџичка. Во суштина добив огромна чинија, каде што имаше еден куп работи кои составено може да ги јадете, не знам дали сакате, ама јас навистина сакам и уживам да го искусам сето она што сите народи имаат да ни го понудат, но се јадат со раце, буквално се местат сите работи кои ќе ги подготвите и користејќи раката место лажица, си мацкате и буцкате од се и така го составувате рецептот. Гледате дека има многу состојки денеска и сите тие состојки ќе ги работиме паралелно, така да внимавајте на процесот, заради тоа што бараат повеќе, некои бараат повеќе време да се подготват, некои треба да се пржат, некои треба да се маринираат, така да јас паралелно ќе ги направам сите состојки, а на крај ќе ги составиме во една голема чинија. И да знаете, без никаков проблем, ја искористам раката за да пробам од сето тоа. Ке направиме, заедно со мухадарата, ке направиме убави зачинати ражничи од пилешко месо со свеж ловоров лист. Јас имам само малку листови, ми пушти дрвцата надвор, ги набрав сите и ги измив и ќе ги искористам за да ги подготвам ражничите. Најпрвин ќе го маринираме месото, ќе го маринираме кратко, половина час, додека ги подготвиме другите состојки, за да може малку да поприми од сите зачини пред да оди на оган. Во меѓувреме ќе свариме леќата, имам лео тенџере, ќе ставам леќата да се вари, паралелно ќе варам леќа, ќе пржам крумит и ќе варам ориз во мојот сад за ориз и киноа и ќе маринирам стек. И се надевам дека ќе ви биде јасно. За сите нејасноти можете да ни пишете или понатака да си го симнете YouTube клипот од интернет, односно од нашиот YouTube канал. Ставив се, значи ми треба вода. Ставам вриена вода. Ќе ја посолам, за да ми се вари леќата, таа бара најголем подолго време за варење, ќе ја посолам водата и ќе ставам обична кафеава скромна леќа. Леќата е неизоставен дел од овој рецепт, јас се надевам дека ќе дадете шанса. Додека леќата се вари, се надевам дека уклучив, уклучив. И морам една известување до вас. Шишки се секогаш лоша идеја. Секогаш кога се чувствувате дека нешто ви треба промена во животот или сакате да направите, додека седите дома пред огледало и решите да направите шишки, секогаш, ама секогаш се лоша идеја, затоа што потоа ви требаат уште години, од месеци и месеци, додека тие порастат и нема да ви пречат, така да ви се извинувам однапред што јас ќе ја подместувам мојата шишка. Следно што ќе направиме е маринирање на стекот. Имам убава кесичка со зипер. Ќе ја маринираме во павлака и зачини кои ќе ги ставиме внатре. Значи, имам 3 стека. Ќе ги сачкам на отприлика еднакви парчиња, заради тоа што сакам еднакво време за готвење. Ќе ги печам на скара тава. Ќе ги сечеме однапред на парченца, за да може целосно да се облеат од сосот. Не знам дали ви се допаѓаат овие предлози кои ви ги правам, знам дека се можеби нестандардни. Бони беше таа што го видоле. Да, знам дека веќе знаете. Не може да се обработува месо без да биде присутна и да добие парче. Не знам дали ви се допаѓаат овие рецепти кои ви ги нудам и дали ги пробувате по дома, но би сакала да чујам што мислите. Се надевам дека давате шанса на храна која не е од нашето поднебје, заради тоа што секогаш треба да експериментираме и да бидеме храбри во нашиот избор. Никогаш не знаеме што ќе ни се допадне, како малите деца кои 90% одбиваат однапред пред да пробаат, така и вие. Пробајте се она што го нудат различните култури. Единствено нешто што не сум го конзумирала и не сум го правела, бидејќи не знам каков е вкусот, е афричка, можеби некаја традиционална кујна, бидејќи не сум имала можност до сега да конзумирам нешто што е од тоа поднебје.
ветувам дека во следната сезона и тоа ќе го истражам, затоа што мислам дека преку храната ги запознаваме баш луѓето какви се, што се, кој е нивниот темперамент и што е она што сакаат да го конзумираат. Зипер кесичка. Во неја ќе го префрлиме пилешкото месо. За да може да го измаринираме. Да го посолам. Убаво. Затоа што сакате да биде убаво и слоевито посолено. Натре одат неколку лажици павлака. Имам мелен коријандар. Убава црвен пипер. Сусам. Црн бибер. Дарежливо. Биберот е баш ароматичен. И ништо без маслото брилијант. Овој пат ќе дам салатно цедено маслиново масло, бидејќи маслиновото масло е баш стандардна состојка која ја употребуваат во арапскиот свет. Убаво истиснете го воздухот пред да го протриете и протрите го пилешкото со маринадата. Затоа што сакате сите зачини да се облеат, да се намасти и да биде спремно за да се пече. Ќе го оставам додека ги подготвам другите состојки, да постои, да поприми од сите вкусови. Малку ќе го расчистам, а ловорот ќе го користам за измеѓу секое парченце, за да го дополнително го ароматизира пилешкото. Следно што ќе подготвиме ќе биде кромидот. Кромидот во ова јадење, претходно обавезно, задолжително превртете даската, никогаш немој да користите даска на која сте сечеле свежо месо, бидејќи месото, ниту пак нож, бидејќи месото има бактерии кои живеат на врз површината и во допир со зеленчук може да го контаминираат. Превртете даската, потоа измите. Имам 4 големи главици кромид. Начинот на кој се подготвува кромидот во ова јадење е буквално како парче месо. Се сеча кромидот на големи четвртинки, тие се посипуваат со брашно и се печат се пржат, тоест во длабоко масло. За среќа витаминка имаат ново масло кое издржува високи температури и може да ви служи за поховање, за пржење во длабоко масло. Јас ке ставам баш половина шише, бидејќи ми треба кромидот да пропадне внатре. Ќе го стоплам маслото, ликата почна веќе да врие и ќе почекаме маслото да се загрее. Во меѓувреме имаме една чинија. Ќе го исечам на можеби вака месечинки или како да ги наречеме овие. Ова е практично големината што треба да ја имате. Ќе ги нарадам на една чинија. Имам 4 главици кромид. Ова мислам дека може да добие 3 парченца. Да извадам од секоја. Ги ставате целосно. Баш поголем, па може би ќе добиеме помалку. Пробајте да ја задржите целата форма на кромидот. Доколку ви се распадне, не се грижете. И тој ќе биде вкусен, идентичен. Префрлете го на површината. Јас ќе го напрскам со вода малку. Само вака благо, за да ми поприми, да ми се дополнително навлажни површината. И прво ќе посолам, за да биде слоевито. Убав грст сол. Посолете го кромидот. И ќе му ставам баш убаво и дарежливо брашно. Ќе се обидам да го облеам целиот кромид во брашно. Ќе
Ќе го оставам малку да постои пред да го ставам да се пржи во длабоко масло. Баш од сите страни треба да има малку брашно. И ќе му дадам малку време да постои додека ми се згрее маслото, а за тоа време готвачот да не го заборавите од за киноа и ориз на Карес. Знам дека ви еден од омилените производи и мој омилен производ е. Сега е веќе достапен повторно во продавниците и онлайн маркетот на Карес. Можете да го порачате со попуст 20% доколку го искористите мојот код MAJA20 и да бидете секогаш брзи да направите ориз во зрнца кои се двојат и може да создадете вакви рецепти како денешниот. Имаме басмати ориз денеска. Начинот на кој се подготвува е 1:2, односно 1 шолја ориз, 2 шолји вода. Шолјата со која мерите, таа е таа која ја користите и за водата и за оризот. Ќе посолам во прстовот. Ќе го ставам во микро на температура од 900 вати 11 минути. И мислам дека маслото ми е веќе доволно топло, на средна температура, немој да ги джишнете на многу висока температура. Имам од моите играчки на Карес Джозеф, имате, не знам дали сте го виделе сетот, кој е од пластика и но отпорна на топлина и секогаш кога ги користите садовите Лео или Вок или било кој друг сад, апсолутно го заштитувате дното од гребење. Јас ќе искористам решетката и го ставам кромидот да се пржи парченце по парченце. Посолен и брашно, толку. Но ќе имате, ќе се активира шекерот во кромидот, ќе се направи една прекрасна комбинација. Кромидот ќе биде благиот дел во рецептот. И ќе го ставиме внатре, убаво да се подгори од сите страни, ќе зачувам лажицата. Леќата ќе ја префрлам на другата рингла за да ми се довари. Ќе почекаме леќата да се свари. Ќе ставам една сува тава. Потребно ми е да имаме чекор 2+, за да подготвиме совршено зачинет ориз. Јас имам тука ким, имам коријандар, имам куркума, имам феноменален цимет, шекер и начинот на кој требава да го направиме со тоа што од кога ќе се загрее тавата, ќе го активираме кимот малку за да може дополнително да го активира својот вкус. Ќе му даеме малку време, ќе видите ќе почне да пука малку по површината. И мислам дека и кромидот ни е при крај. Мириса опојно, како и сите јадења кои доаѓаат од арапскиот свет, мелен коријандар. И од кога веќе малку е подстоплен, ќе додадеме маслиново масло, за да го пропржиме. Веќе мириса опојно. И ставете убава количина маслиново масло за да го интензивирате вкусот на сите зачини кои ќе ги употребиме. Ќе направиме вид на сос во масло кој ќе биде прекрасно зачинет, а потоа внатре ќе го префрлиме веќе сварениот ориз и леќата, цветот, бибер, сите производи денеска повторно се доставени од страна на Пакет МК. Јас многу се радувам што ме држат безбедна во периодов и се можам да ми биде достапна на еден клик од удобноста на мојот дом. А доколку ви се допаѓа како сум облечена периодов и сите мои блузони и блузички за кои добивам многу пораки,
Ви благодарам најпрви за комплиментите, можете да ги најдете во Бебел, добиваат роба секој понеделник различна, така што можеби веќе бидејќи многу имаат феноменална роба, можеби да немате веќе достапно од она што јас си го избирам. Куркума. Внимавајте со куркумата, половина лажичка е доволна за оваа количина, бидејќи куркумата колку што знае да го разубави јадењето, толку знае и да го уништи, затоа што е многу интензивна. На тивок оган цело време пропржете ги и активирајте ги сите зачини. Сол. И шеќер. Да, имате една лажица шеќер која треба да дадете во оваа смеса. Стоплете го и шеќерот и направете буквално е како кари паста од многу зачини. Ќе го стоплам уште малку, ќе го почекам уризот и се гледаме за кратко. Додека се подготвивме, ме чекаат зачините, урицот има уште 4 минути, леќата се вари, кромитот го завршив, следни се наред ражничите. Стапчиња за ражничи, секогаш под вода, заради тоа што може да ви изгори дрвото, па да имате зачаден вкус кој не го сакате во она што сте се потрудиле да го направите. И моите убави пилешки, само пред да ги направам рацете, да си ставам малку маслиново масло на тавата, бидејќи ќе го печам на секако Лео програмата, тавата, грил тавата, која е леплива и совршена за вакви подготовки. Значи, начинот на кој го правиме е тоа што веќе го зачинивме пилешкото, ќе го набудаме на стапчето. Така, малку ќе се намочам заради тоа што е баш облијано. Имам свеж ловоров лист кој ви кажав дека ми е од дрвото во мојата градина. Го облекувам зимно време, го внесувам, муба. Се трудам да го задржам живо, иако баш тешко ми оди. Ставете неколку парченца месо и помеѓу секое парченце ставете ловоров лист. Знам дека делува можеби несмасно, но многу е вкусно, ви ветувам. Ова пилешко месо додадете и ставете го да се испржи. Сите тие зачини кои ќе ги употребите. На крај ќе направиме еден јогурт сос кој е совршен додаток и така се служи при практично оваа тава. Ајде тава да ја наречеме. Барав и рецепт, бидејќи ова што денеска го подготвувам ми од меморија, односно од она што јас сум го исконзумирала и мемориски се обидов да го рекреирам. Најдов некои рецепти на интернет како баш автентично се подготвува, некои од тие зачини ние ги немаме, но мислам дека имам баш соодветни замени за да пробате автентично каков е вкусот. Не може како поинаку освен вака ова да се направи, заради тоа што целото пилешко месо го мариниравме во павлака, зачини, масло. Раците може да ги измиете, ама знаете дека ќе имате баш совршен вкус. И веќе чекам да можеме да направиме кујна и надвор во дворот, односно да поднаправиме скара, можеби дуб, онак fire pit, не знам како е македонскиот збор, каде што во бетонска подлога ќе можеме да готвиме на камена плоча. Мислам дека ќе создаваме феноменални рецепти. Ќе ги пропржиме ражниците од сите страни, го вадиме уризот и на крај ќе ги составиме сите работи, правејќи го последниот дел, тоа е јогурт сосот. За да го подготвите јогурт сосот, потребно ви е кисело млеко, коријандер свеж, јас имам во случајов Макдоналдс, бидејќи верувајте невозможно е да се најде коријандер во државава, затоа употребив Макдоналдс.
оригинално би ставила коријандер, затоа го растам и се надевам дека за кратко ќе го имам свеж од мојата градина, лук и неколку парчиња свежо младо кромиче. Се гледаме за кратко. Рождиците ги подготвив. Ме чекаат за да ги послужам. Сега го враќам маслото со зачините, бидејќи готови ми се и леќата и оризот. Мода да видам да леќата морам да ја исседам. Имам и оризот. Гледате како совршено се вари во садот за ориз и киноа, нема вода останато воопшто. Ќе го стоплам маслото со зачините и внатре ќе го префрлам оризот. А за да си помогнам, бидејќи садот на карес е мултифункционален, ќе ставам целата леќа внатре. Ќе го затворам и ќе го исцедам. Вишок од вода, многу лесно може да го исцедите. Бидејќи треба да имате суво јадење. Ова е суво јадење. И лека ќе ги спојам најпрвен оризот. Мислам дека ми фали малку маслиново масло, затоа што имаме голема количина. Убаво маслиново масло. И ќе го ароматизираме оризот со се што ставивме внатре најпрвен. Убаво облите го секое зрно со зачините и додадете ја леќата. Убаво се ќе соединиме. И последно што ни остана да го подготвиме е јогурт сосот. Имам тука кисело млеко, во него оди 1 чешне лук. Ке го изгмечам со моето Джозеф алатче од карес. Го обожавам ова алатче. Ке посалам. И внатре оди 2 до 3 млади кромичиња. Ке ги сечкам на ситно, баш да бидат зачин. Зелениот дел ќе го оставам за да биде декорација. Гледа го во јогуртот. Повторно маслиново масло. Денеска се е во знакот на маслиновото масло. Ставете зарежливо и убаво промешајте го. Баш треба убаво да ги прими сите вкусови, да се соедини маслото со киселото млеко. И на крај ќе го составиме. Имаме една голема чинија и начинот на кој јас ова би го послужила е тоа што го ставила целото мухадарата практично на дното. На средина направете простор за јогурт сосот. Затоа што, знаете како кога земате, треба да земате со раката, со лажичка да си ставите од јогурт сосот и се тоа да изедете. Може би со некој арапско липче, феноменално. Јас само вака ќе му дадам простор. Кромидот ќе го заборавевме, најважниот дел кој треба да го ставите по
површината. Тоа е благиот дел од рецептот. И на крај тука се моите ражничи. Обидам баш тука да ги ставам за да бидат дел од чинијата, зашто сакам автентично да го послужам. Треба се да биде дел од една чинија. Така. И на крајот, зелениот дел во целиот сос е една китка Макдонос. Идеално би било тоа да е коријандер, заради тоа што внатре ставивме многу коријандер. Како зачин си дозволувам овој пат да употребам Макдонос. Убаво наситно. Цела китка, дарежливо. И ги ставам перцата од младото кромитче. Дарежливо да дадете го врз мухадарата и секогаш на крајот убаво залеете со маслиново масло. Овој е мојот предлог за вечерва. Ви подготвив мухадара. Мухадарата во основа е ориз со леќа зачинета со сите прекрасноти, јогурт сос, подготвивме зачинети ражничи, надополнив по мали парченца пита липчиња и пржен кромит. Сега лесно можете да земете парченце, да земете од целата количина и да уживате додека никој не ве гледа. Бидејќи сум на телевизија, нема да загњурам во ова јадење, но после емисијата ќе ви ветувам дека ова ќе биде целосно избришано. Се надевам дека ви се допадна рецептот и се надевам дека ќе му дадете шанса. Секогаш пробувајте нови работи, давајте им шанса на оние рецепти кои не доаѓаат од нашето поднебје. Никогаш не знаете што ќе ви се допадне. Останете ми во добро расположение и секако гледајте не веќе утре со нови епизоди и нови вкусови.